Благодарам. Председателе, почитувана колешке, убаво кажавте и токму така. Буџетот е проектиран за наредната година, ама има влијание за повеќе наредни години, па судејќи по немањето капитални инвестиции досега, очигледно е како сте ги проектирали минатите буџети. Го спомнавте сетот мерки од четвртиот пакет, за кои што ќе ви кажам дека нема да има никакво влијание за зголемување на производството, туку е потрошувачки сет за плати без некој ефект во инвестиција или може слободно да се каже класичен сет за социјална помош. Не можете, колешке, со еднократна парична помош да ја подобрите финансиската состојба ниту на граѓаните, напротив предизвикувате задолжување на идните генерации. Не сум против помош на граѓаните и фирмите, но ми смета што го представувате како најголемо достигнување, а сепак се пари на граѓаните. Од нив за нив. И ве слушам ги спомнувате спомениците. Спомениците се минато, ама тие споменици што толку ревносно ги плукате во изминатиот период, доблесно е да се каже дека се зголемија бројот на туристички посети во градот Скопје, од кои што бенефит имаат и околните угостителски објекти. Но освен китење со туѓи перија, друго и не знаете, со проекти и тоа од минатата влада, ама барем достоинствено да ги отваравте и доблесно ќе беше да ги повикате луѓето заслужни за тие проекти на отварање. Па така игравте чочеци по тунели, чочеци по избори во Штип, ама тие беа во знак на заштита на здравјето на граѓаните, нели, под наводници. Отваравте училиште во Газибаба Вера Јоцик, чишто проект беше на минатата влада и чија што реализација почна во минатата влада. И да ве запрашам, на Комисијата за финансирање и буџет не беа само наши амандмани. Тие амандмани ги влечевме од програмата ваша, ваши ветувања нереализирани. Треба да се засрамите што не сте лобирале кај заменикот министер или кај министерот, ако ништо друго, барем да се намалеле сумите и тие проекти да отпочнат, затоа што тие беа ветувани во вашата програма. А и тие се барање на граѓаните. Така да, ќе ве замолам да се вратите во реалноста, да не живеете во илузија и да инсценирате овдека лажни вести, бидејќи сте најголем извор на лажни вести и дефокусирање на јавноста, и да кажете барем еден капитален проект што во време на владење ваше е направен. Затоа што ако почнам, најмалце 50 сега ќе набројам и ќе треба да се раздели за еден барем да ми кажете. Срамота.